Минатата сабота споменавме некои примери во темата што ја насловив како пристрасност и која денес ќе ја завршиме. Примери како може да се биде заведен, да се биде измамен, да се застрани на патот само заради пристрасност, било да сме пристрасни кон некој авторитет, тоа може да биде и официјален, црковен, државен авторитет, водство, било да сме пристрасни против таквиот авторитет и како случајот со богомилите што го споменав, е пример како ако си пристрасен и против некои официјални авторитети, лесно можеш да бидеш заведен од лажна наука. И повеќето рамноземјаши се спаѓаат во таа категорија. Но, поставивме прашање дали постои тогаш сигурност, целосно да се потпираш само на официјалниот авторитет. Официјалниот црковен авторитет, официјалната држава, влада, властите, официјалната струка, дали тука постои сигурност? Не постои. Можеш да бидеш заведен и само затоа што го следиш официјалниот авторитет. Како што можеш да бидеш заведен, ако си дисидентски расположен, ако ги отврлаш сите авторитети, црковни, државни, секакви, повторно можеш да бидеш заведен. Каде е единствената сигурност? Само во личната заедница со Христа и со Неговата реч. Никако поинако. Самиот Господ така ги поставил нештата. Да не може да биде поинако. Мејата сабота застанавме во Евангелието според Јован, 11 глава, каде што сакавме да продолжиме да читаме за тоа каков бил конечниот став што го завзеде еврејскиот Синедрион, значи официјалниот, највисокиот авторитет на Божиот народ во тоа време, Генералната конференција за тоа време. Каков став завзеде после воскресението на Лазара, бидејќи тој беше последниот испит, последната шанса, последната милост за нив, за еврејските водачи. Воскресението на Лазара беше последната шанса. Тука одлуката што ќе ја донесеа после тоа, за нив беше конечна. И за жал беше кобна. За нив лично беше кобна, за целиот народ, за целата нација, бидејќи целата нација се поведе по официјалниот авторитет. И рековме, сите народи, сите цркви, да ги ставевте на местото на еврејскиот народ, ќе постапеа исто ден денес. Зошто? Затоа што народот, не случајно самиот Господ го споредува со овци. Секој народ. Зошто? Затоа што народот мора да има водач. Народот без водач е како овци без пастир. Народот секогаш ќе се приклони кон некој водач. Народот сам по себе не е способен. Ова звучи многу антимарксистички, но многу реално. Ако имате приговор, кажете ми. Народот сам по себе не може ниту да се води, дури не може многу да бира, ако не му биде поставено прашањето за избор. Пример на референдум. Мора да постои водство. И сега работата е кого ќе го избереме за водач. Чија овца ќе сакаме да бидеме.
Да се помириме со тоа дека сме овци. И добро е ако сме овци, ако не сме кози, например. Или телиња. Да се помириме дека сме овци. Тоа не звучи многу гордо, но нашата гордост треба да биде ниско, да не се гордееме многу, да не се самовозвишуваме многу. Единственото што треба да не интересира, кога веќе сме овци, кога веќе ја прифаќаме таа реалност, кого ќе избереме за пастир. Точно. Кого сакаме да го следиме во нашиот живот. Евангелие според Јован, 11 глава. Јас би сакал, ние почнавме подолу, минатата сабота, јас би сакал да се вратиме малку на реакцијата што тука ја запишал евангелистот и апостол Јован. Реакцијата на многу јудејци, вели 45 стих. Откако Лазар, во претходниот стих, Исус го повикува, Лазаре излезе надвор и излезе умрениот завиткан во платно по рацете и нозете, а лицето забрадено со крпа. Значи, како излезе Лазар? Како што бил завиткан при погребот. Сте виделе ваква сцена? Сте виделе умрен да излегува облечен како што сте го облекле за погребот, на неговиот и незиниот погреб? Сакате да видите ваква сцена? Не сакаш? Добра желба. Што вели извештајот? Веднаш потоа Исус прво работа што наредува, одвиткајте го и оставете го да оди. И сега 45 стих. Тогаш мнозина од јудејците, колку мина? Не се кажува, но мнозина, што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во Него. Па ништо чудно. Да се било сведок не само на ова, на еден куп предходни чуда, но ова беше најголемото. Ова беше најголемото Христово чудо пред неговата смрт и воскресение. Ова беше капакот. Ништо чудно што мнозина јудејци поверуваа во Него. И сега гласот за тоа се ширеше наредните недели, наредните денови. Рековме на Цветници, достигна кулминација. Христовата популарност кај еврејскиот народ достигна кулминација. Тој ден, кога го исполнувал пророштвото на Захарија, како качен на магарица влегува во Ерусалим. Не на било каква магарица, на невино осле. Продолжуваме сега 46 стих во истата глава, Јован 11 глава. Некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Значи сега овие добиваат извештај за најголемото Христово чудо и сега ние минатата сабота почнавме од овој стих, 47-миот. Тогаш првосвещениците и фарисеите се собраа на совет, со други зборови, заседание на Синедрионот, на парламентот, на Генералната конференција, од управата на Генералната конференција, Светиот Синод, како сакате поинаку. И рекоа, што да правиме? Највисокото управно тело на Божиот народ. Што да правиме?
Овој човек прави многу чуда. И поставивме прашање, па што е проблемот? Што е проблемот ако прави многу чуда? Проблем е, Видите, како што се покажува и деновиве, некој само да почне да ја зборува вистината јавно, ќе добие куршум. То библиската вистина, Божијата вистина. Замислете, како ја да сум умрел пред 20 години, толку млада возраст. Значи, некој што не бил ниту роден кога ја ги држав првите проповеди на ова место, меѓутоа само затоа што во последниве години, значи, само затоа што бил на многу истурена позиција, само затоа што бил на многу угледно место и имал многу широка публика во целото американско општество и пошироко. И само ако сте на некоја поугледна позиција, ако сте слушани, значи, и гледани од мнозина, од милиони, почнете да ја зборувате вистината и колку трагично ќе завршите. А замислете па да правите чуда, господови. Да. Доволно е да бидеш нешто многу малку, доволно е да бидеш малку нормален во светов на ненормалните. Малку понормален во светот на ненормалниве. Христос станал проблем за водачите на Божиот народ. 48 стих, исто така го читавме. Ако го оставиме така, значи што да правиме? Сега поставуваат прашање. Ако го оставиме така, еве што е проблемот? Што бил проблемот за нив? Се сеќавате? Ако го оставиме така, ако ништо не правиме, ако се седиме по страна, ако го оставиме така, ако не реагираме, ако не интервенираме, ако го оставиме така, што била последицата? Што тие ја предвидувале? Значи, гледале каде оди работата, ако тие не интервенираат. Сите ќе поверуваат во него. Што значи ова сите? Целиот еврејски народ ќе поверуваат во Христа. И пат колку благословено ќе беше тоа. Не за нив. Може би апостол Павле ќе ни рече, па добре што вака испадна, пошто вие незнабожците, кој знае што ќе беше со вас, ако обрезаните го прифатеа Христа. Но нивната сопка, нивното слепило стана шанса за вас, за нас. Сепак тоа не значи дека ќе немаше никаква опција и за нас и во тој случај. Но, конкретно, она што се плашеа водачите на Божиот народ, представува една голема невера. Во сите наши лекции за верата, ова е пример за една голема невера. Невера со диплома, невера со магистратура, со докторати. Бидејќи овие луѓе биле многу образовани и многу учени луѓе, членовите на Синедрионот. Историските податоци кажуваат дека некои од нив, значи, сите до еден знаеле по неколку странски јазици. Некои од нив биле врвни учители во своите области, со кои што се занимавале, за некои што се сеќавам дека знаеле, ја познавале целата анатомија на човечкото тело и вршеле операции. Членовите на Синедрионот биле навистина класа луѓе. Денешниве партиски елити, како што нивните папагали медиумски ги нарекуваат, се партиски идиоти во споредба со овој крем. И Елена Вајд вели, овие луѓе,
членовите на Синедрионот, кои што биле многу угледни, многу образовани, стручњаци пар екселанс, самиот народ бил воспитуван уште од мали нозе да ги почитува како големи авторитети. Овие луѓе, членовите на Синедрионот, тие биле класа луѓе во вистински смисол на зборот. Меѓутоа, еве од што се исплашиле. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него и ќе дојдат римјаните, па ќе ни ја одземат и земјата и народот. Види. Па нели сакавте таков Месија сакате? Нели сакавте Месија, таков Месија кој што ќе дојде, ќе ги избрка римјаните, ќе го ослободи Израел од секаква паганска, тугинска окупација? Таков Месија сакаат и сега од такво нешто се плашат. Покажуваат дека не веруваат, не дека не веруваат во Исус, дека Исус од Назарет бил вистинскиот Месија. Дали забележувате меѓу народови во што покажуваат невера? Они не веруваат во Месија воопшто. Во овдека. Значи, било кој да е Месија, не е прашањето дали Исус од Назарет бил вистинскиот Месија. Било кој да е Месијата. Тие повеќе веруваат во силата на римјаните, на окупаторот. Ке дојдат римјаните, ке ни ја одземат и земјата и народот. Па сега, овој човек докажал на дело дека може да ги воскресне сите загинати војници од некоја битка. Може да ги излечи сите ранети и болни и да нахрани и лјадници. Постои таков генерал во светот? На било која војска од било кое време. И покрај, и они и имале доказите дека овој човек е способен, овој човек што прави многу чуда, е способен за вакво нешто, и тие повеќе веруваат во силата на окупаторот, на римјаните. Ке дојдат римјаните, ке ни ја одземат и земјата и народот. Кој е неверство? Кој е неверство? Но, за жал, трагедијата е што на неверството на водачите се угледува народот, се угледуваат овците. Што мислите, каков углед ќе имаше вашата црква? Тука се обрќам на сите гледачи, на која год црква да припаѓаат. Ако вашата црква завземеше став против COVID вакцините пред 4 години, како црква цела, со официјалното водство, како веднаш ќе избиевте во преден план, целата светска јавност ќе знаеше за вас, како што сите знаат дека јеховините сведоци не примаат крв на трансфузија, глупост, нешто што не е воопшто угледно за нив, сите ќе знае, овие како црква застанаа против. Каков углед. Да, ќе бевте плукани и шиканирани од сатанскиве медиуми, али каков углед ќе имавте кај милиони други, што барем ја насетува вистината. Но коркачкото водство на вашите цркви реши да легне на брашно и сега сте што? Сега сте една беззначајна, маргинална секта, како и пред тоа. Која пропуштена шанса, но вистината бара храброст. Храброст и посветеност, а не коркачлук, како во случајот со првосвещеникот Арон, што го споменавте во библиската pouка. 49 стих
А еден пак од нив, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, значи првиот човек на Израел, им рече: вие ништо не знаете. Видите, ови се напред по паметен од сите други членови на Советот. Вие ништо не знаете. Ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. Сега, дали го разбирате ова? Што кажал тука првосвещеникот? Да, Јован во иронија ги користи неговите зборови за да ги толкува како да биле кажани од верна уста и ги толкува според Евангелието, според вистината. Значи, но за жал Кајафа не ги кажал од што верувал во Евангелието и од што го разбирал. Тој тоа го кажал од своето неверување, но од своето неверување кажал нешто што случајно се совпаѓа со вистината, ако биде протолкувано поинаку. Кајафа ова го мислел. Подобре да го убиеме Исуса, за да не додат римјаните и да не цела нација да не сотрат, а токму тоа им се случило, како последица на нивниот став против Христа, токму тоа и го доживеале. Цела нација беше сотрена. Градот разорен, храмот уништен и така натаму, неколку децении подоцна. Но тие мислеа дека ако го убиет Исуса, ќе куртулат од такви страшни последици. Зошто? Зашто цело време е убеден во своето неверување дека ако не го убијат Исуса, тогаш целиот народ ќе пропадне, ќе дојдат римјаните и ќе го уништат целиот народ. Но случајно кажал голема вистина, затоа што за да целиот свет, сите народи и сите ние до ден денес, за да ние не пропаднеме, Исус требаше да умре. Тој за тоа нешто се роди, за таа цел беше испратен во овој свет. Да ги понесе сите наши гревови на Голготскиот крст. И затоа, поигрувајќи се со неговите зборови, Јован понатаму вели, а ова не го рече тој само од себе, бидејќи само од себе тој беше неверник, и го кажа тоа од неверство и коркачлук, туку бидејќи беше првосвещеник таа година, прорече дека Исус ќе умре за народот. Случајно, он го проповедаше Евангелието со овие зборови. И не само за народот, значи не само за евреите, туку и за да ги собере заедно растурените Божии чеда. Сите народи, сите генерации, сите Божии чеда од различни народи, различни времења, ќе бидат еден ден собрани во Божието царство, благодарение на Христовата крв, на Христовата жртва. Како што и напишал еден од ранохристијанските маченици, Игнатий Богоносецот Антиохиски, пред да го распрочат ѕверовите во римската арена, како што овој леп, мислејќи на причесниот леп, од светата причес, беше во вид на многу семиња, расеан по полињата, кога биле садени сите тие семиња, а потоа во едно собран, во лебот. Така целата Божја црква ќе биде собрана и се собира во Исуса Христа. Но Кајафа тоа не го кажа разбирајќи ја оваа вистина, а уште помалку верувајќи во неја,
Туку овие случајно вистинити зборови ги кажа, за него случајни, ги кажа од страв и неверување. И затоа 53 стих вели, од тој ден се согласија да го убијат. Одлуката беше конечно донесена. Од тој момент еврејскиот народ застана против Христа. Зашто велам од тој момент, кога допрва престоеше кулминацијата на Христовата популарност, се уште се наоѓаше во иднина од овој момент, само затоа што кога водството носи одлука, каква и да е таа, прашање на време е само кога народот, целиот народ, ќе се приклони на таа одлука. Ке има многу исклучоци, да, ке има многу дисиденти, илјадници евреи, и покрај оваа одлука поверуваа во Христа, се крстија и го формираа јадрото на апостолската црква. И тие го избегнаа разорувањето на Ерусалим и катастрофата што потоа го снајде целиот народ, целата нација. И сега замислите каква трагична паралела, трагична за самите евреи. Кога Господ ги погубуваше египетските првенци во времето на Моисеј, колкумина еврејски бебиња загина, таа ноќ, ниедно, нула. Колкумина евреи беа погубени таа ноќ и од нивната стока, добиток. Ниеден, ниедно, нула. А кај египјаните што? Кај египјаните 100%? Кај Божиот народ нула. Сега се селиме веднаш низ историјата во 70-та година од новата ера. Над 1 милион евреи беа заклани, кои утепани и од глад, кои распнати на крст после тоа, оние што преживеа. Мнозина мајки што ги јадеа своите бебиња од глад. Ние многу не знаеме што е тоа глад во ова наше модерно време. Сеќавам кога дедовците наши зборуваа за глад за време војната. Само во Атина умреа преку 200-300 илјади луѓе од глад за време окупацијата. Ние знаеме што е глад? Ние денес знаеме што е глад? Или доправа ќе научиме на своја кожа? Изгледа доправа ќе научиме. И во сета таа трагедија што го снаоѓа Израел како нација 70-та година од првиот век, како поразително звучи за нив, за сите тие што го отфрлија Христа само затоа што нивното водство го отфрли. Колкумина христијани погинаа при опсадата и уништувањето на Ерусалим таа година? Нула! Ниеден крстен јудеец, јудејка и нивните семејства, ниеден христијанин, сите други нивни сонародници, катастрофа. Видите колку е трагично, колку е кобно да се биде заведен, било затоа што твоето водство те носи во заблуда, значи било затоа што си пристрасен дека официјалното водство мора да е во право, по било кое прашање, а исто така можеш да бидеш заведен и ако си пристрасен против официјалното водство, ја мразиш својата црква и затоа
ќе прифатиш како богомилите и рамноземјашите лажна наука. Знаете, од сите ангели кои што застанаа на страната на Луцифер при неговата првобитна побуна, уште во небесните дворови. Знаете кои ангели биле првите кои што застанаа на негова страна? Оние кои што најмногу го сакале Луцифер, оние на кои што тој им бил омилен водач на небесните хорови, на небесните чети. И се враќаме на прашањето, кој проповедник може најлесно да те заведе во ерес или лажна наука? Оној што ти е најомилен, полесно ќе те заведе од било кој друг. Точно? Затоа треба да бидеме многу будни, како што предупредува писмото, и многу внимателни. Понатаму, да го ја довршиме само главата, 54 стих, од тој ден се согласија да го убијат, тоа беше 53-тиот, 54-тиот и надолу, заради тоа Исус веќе не одеше јавно меѓу јудејците, а оттаму отиде во крај близо една пустина во градот наречен Ефрем и таму се задржа со учениците своји. И тоа се до наближувањето на последната Пасха. А се наближуваше јудејскиот празник Пасха, последната Пасха, крсната Пасха. И мнозина од тој крај отидоа во Ерусалим пред Пасхата, за да се очистат. Тогаш го бараа Исус и стоејќи во храмот си разговараа меѓу себе, што мислите, нема ли да дојде на празникот? Видите, народот се уште силно се интересира за Исуса, иако неговите водачи веќе ја донесоа кобната, конечна одлука, која што ја запечати пропаста на целата нација. Народот се уште се интересира за Исуса. Дали ќе дојде на празникот? Но водачите веќе ја донесоа својата кобна сатанистичка одлука. И во таа одлука пребиваат, замислете, до ден денес. А првосвештениците и фарисеите беа веќе издале заповед, ако некој дознае каде е, да јави, за да го фатат. Јас верувам дека по сето ова можеме да извлечеме голема лекција за нас денес, што треба да правиме и како треба да правиме. Ковидот одамна помина, пред нас се наоѓаат нови искушенија. Се поставува едно те исто прашање. Кого ќе следиме во тие наредни нови искушенија што Господ ќе дозволи да наидат и на светот, а и врз сите нас, бидејќи живееме во последното време. Кој починал, веќе куртулил од неволите на последното време. Но ако живееме до крајот, ќе ги видиме сите неволи, како што израелците го гледаат тој хорор од Синај, сите до еден, и во посланието до евреите читаме, сите до еден исплашени, преплашени, и самиот Мојсей трепелел од страв. Синај беше страшен призор, кој што ја имаше таа намера на целиот народ да му се втера страв во коски против гревот, но искуството покажува дека стравот има краток рок, временски рок на траење. Стравот како мерка против гревот има краток временски рок. Брзо ќе дојде време кога
грешната природа повторно ќе се опушти, особено затоа што Господ е милостив, ќе се покаете, ќе се измиете, ќе ви биде простено, дури ќе доживеете голема благодат после тоа. И доаѓа време кога повторно ќе се опуштиме и ѓаволот тоа го чека. Како што го чекал Христа на крајот од неговиот пост во пустината. Тогаш да го нападне кога беше најслаб. Затоа ќе читаме следниот петок на вечер во Копнежот на вековите. И ѓаволот сакал Христа да го нападне таму и тогаш кога беше најслаб по својата човечка природа. И така прави и со нас. Како ќе постапиме и кого ќе следиме во сите наредни искушенија, нека ни е Господ на помош. Нека му е фала и слава вечно. Амин.